Уште повисоките температури кои се најавуваат за наредните неколку дена се предвестник на уште едно долго и топло лето. Лекарите советуваат превентива, таа значи внесување повеќе течности, консумирањето полесна храна и носењето светла облека се дел од начињите со помош на кој можеме да се заштитиме од топлото време, но сепак ова не представува нов предизвик со кој не се соочиле граѓаните. Навикнати на високи температури, сите пронаоѓаат свој начин да се справат со истите. Како и предходните години, така и сега исто. Топло си е топло, најнормално. Па треба да имаме да се препазуваме. Нормално лекарства да употребуваме, течности повеќе да употребуваме. Ние сме возрастни луѓе, под сенка така да пладнуваме, да седеме и најнормално е тоа. Горештините секој тешко и поднесува, мора да преземаме мерки, да се освежуваме со освежителни птицоци, барање сенки, климатизирани простори, како да речеме постарите луѓе, тоа мислам кои имаат проблеми здравствени, делува на тоа и затоа треба соодветно да бидеме подготвени. Конкретно за нас по возрастите е лошо. Значи да се седеме мирно дома и така на ладовина. Према годините, окей, у ново време кога сме били помлади, се знае и вода, и бањање, и се. Потешко влијае на притисокот, на шекерот, на холестеролот, на здравјето воопшто. Со вода, со ладни напитоци, под сенка, во затворени простории. Слушаме ги препораките од лекарите и колку можеме ги применуваме. А тоа е секако за нашето здравје. Најобјективно. Сега во одредена мера мога ги слушам колку можам и така. Па ги слушаме, ама мора да се оди на работа, да се заврши некој работа низ град и така да мора да ги прекршуваме понекогаш. На удар на топлото време најмногу изложени се бремените жени и хронично болните. Меѓутоа ова не значи дека истото не влијае на здравјето на останатите. Со зголемувањето на температурите се појавуваат и други проблеми поврзани со здравјето на луѓето. Свесни за опасностите што ги носат високите температури, сите се трудат што е можно повеќе да ги препочитаат лекарските совети. Со самото тоа си го гарантираат сопственото здравје, а летото и понатаму да остане период за забава.